2026 ќе биде спортска година. Зошто одеднаш кафето поскапе? Помала понуда, поголема побарувачка, ни се случува тоа. Зошто цената за изнемување стан се качува побрзо од што се качуваат платите? Има премногу кеш. Постојат многу шарлатани кои што многу лесно може да ви продадат брзо стекнување на богатство преку ноќ. Во слободното време, во последно време, го трошиме на скролање наместо на активирање. Кај нас континуирано нема престан на растот на цените. Затоа што сме алчни. Сега ме провоцирате. Ајде Ова е сега. скопската елка, така? Не до мене ти го дадов цело време, веќе се што ти треба ти подалеку од мене бегаш. Последна епизода за 2025 година. Емисијата е Што го врти светот и јас сум Јована, а ние одлучивме да го прашаме ChatGPT што го вртеше светот според него изминатата година. Да видиме како ни одговори со својата вештачка интелигенција. Светот го вртел, стравот, желбата да бидеме видени, малите лаги, туѓото мислење, потребата да сме во право, нетрпението, стравот од празнина и прашањата без одговори. Не ми се допаѓаат многу овие одговори, затоа ние си подготвивме подобри наши. Еве што, според екипата на Што го врти светот, го вртеше светот изминатата година. Експо 2025 во Осака, Јапонија. Светската изложба, што покажа напредок во технологија, култура и иновации во преку 150 држави. Скопје беше домакин на најголемиот мултиспортски настан во земјава, Европскиот младински фестивал. Годината ја одбележаа и многуте концерти, меѓу кои и оние на Massive Attack и Nick Cave на стадионот на Арама во Скопје. Секако, нашите филмови направија светски успеси, а тука би го издвоила оној на приказната за Силјан на Тамара Котевска, кој беше откупен од National Geographic Documentary Films. Во однос на економијата пак, затоа што како економисти тоа ни е исклучително важно, во светот се случи мала стабилизација, после COVID конечно одредени работи почнаа да се враќаат во нормала, а се стабилизираше и инфлацијата во Европа. За жал, Македонија се уште чека, па се надеваме дека тоа ќе се случи кај нас следната година. И да не го заборавиме, напредокот на вештачката интелигенција, кој долго го најавувавме, но конечно комерцијално стана достапен за сите и сега сите користиме или ChatGPT или некои други алатки. Но како што направивме и ние, не се подпирајте 100% на нив. Трета година поред за нашата дигитална публика и прва година поред за оние од вас што не гледаат на телевизија, јас и Виктор Митевски правиме разговор новогодишно пакетче од Змај за вас, каде што дискутираме за предвидувањата за следната година, што е она што ние веруваме дека е навистина важно за оваа држава и каде истата ја гледаме. Но оваа година со Виктор, кој пред малку ни се врати од Австралија, зборуваме и за Австралија, Нов Зеланд, но и за што значи македонската диаспора за земјава и како истата можеме да ја искористиме. Навистина уживавме во патувањата низ разговорот, особено затоа што му дадовме предизвик на Виктор да ги препознае најдобро украсените или некои од најдобро украсените европски градови. Уживајте. Здраво, Виктор, трета година поред, што го врти светот? Оваа година ќе бидам малку неконзистентен. Ќе кажам технологијата. Ама ако ја видиме технологијата од друга страна, таа се уште зависи од луѓето, така што повторно се враќаме кај луѓето. Врти се чистиот одговор, добре. За тие што не гледаат прв пат, особено на телевизија, секоја година традиционално правиме новогодишна епизода на Што го врти светот околу празниците со Виктор Митевски од Змај. Да. Сега, кажи ми, Виктор, како економист и како статистичар, вие многу сакате да предвидувате работи, што предвидуваш за 2026 година? А ме прашуваш хороскопот што предвидува или? Виктор, јас не верувам во хороскоп. Само момент. Ево така. Да ти помогне. Уф. Пари има. Некој пат дефинитивно има. И некои документи. Така е. Што предвидувам за 2026-та? 2026-та економски ќе биде многу слична на 25-та,
освен ако не се случи нешто кое што ќе значи решавање на глобалните проблеми или пак проблемите кои што создаваат и некакви економски импликации, односно војната помеѓу Русија и Украина, конфликтите кои што настануваат и мислам дека стивна малце оваа царинска, меѓуцаринска војна, затоа што гледаме дека сите земји си се прилагодија на тие услови, иако навистина се смени глобалната економија. Од аспект на граѓаните или од аспект на луѓето, тоа што треба да не охрабрува е дека инфлацијата во целиот свет се става во некаков ред или во некаква надолна линија, само кај нас се уште се држи на високо ниво. Тоа сакам да кажам, во Европска унија уште минатата година, значи оваа што измина, веќе има промени, има стабилизација на инфлацијата, на растот на цените во маркети, на секаде. Кај нас континуирано нема престан на растот на цените. Тоа е заради нефер трговски практики, ако сакаме да бидеме стручни, и искрени. Ако сакаме да кажеме и малце поотворено, кај нас очигледно имаме и изречена казна за здружување на одредени ланци на маркети кои што сакаат да диктираат цени така како што нив им одговара, а не така како што има некаква економска логика. Не може земја која што е зависна од увоз на материјали и суровини од Европа, каде инфлацијата е ставена веќе неколку периоди, ние да имаме се уште висока стапка на инфлација. Кажи ми, што би сакал оваа година Дедо Мраз да ја донесе на македонската економија? Одговорни политичари. Нешто полесно? Па не, бидејќи она од Финска, мислам дека многу полесно може да ни донесе такви отколку нешто друго. Со елфовите да спакуваат по некој одговорен политичар. Добро, ова интересно звучи. Што значи одговорен политичар во економија? Ајде многу малку да начнеме на тема политика. Кои би биле одговорни политики за економија за 2026? Тие кои го гледаат пред се јавниот интерес и интересот на граѓаните, а помалку бизнис интересот. Затоа што кога сте на таква одговорна функција, една од функциите на државата е редистрибуција на доходот. Што значи тоа? Да води сметка да не се концентрира богатството во одредена група само во одредена мала група на луѓе. Така што од економски гледнан аспект добар политичар во финансии и економија треба да биде и политичар кој што се води од интересите на граѓаните и на општеството многу помалку, многу повеќе отколку на било кои други интереси, бизнис или партиски. Најчесто бидејќи сме имале во минатото критики кон македонски политичари на кои што им било кажано дека премногу се грижат за државата. Да, добро, тоа е кај нас сепак може да биде проблем, ама еве со кафето нека се исуши малку да па ќе стиснеш видиме. желба да не сакаш. Не, фала ти подоцна. Сега сакам да ти поставам некои прашања кои што ќе бидат кратки, но овој пат кај тебе ќе играме малку поинаква игра затоа што веќе ти ги поставив сите. Ајде прво да те прашам од патувањата. Австралија или Нов Зеланд? Сиднеј. Докторски во Австралија или магистарски во Америка? Се уште не сум ги завршил докторските во Македонија за да можам да го видам како целосно искуство, ама мастерот во Америка е нешто кое што мене ми го промени животот. За тебе побитни се бројките, што ги гледаме во статистичките извештаи, или приказната раскажана и резултатите што ќе се направи со тие бројки? Резултати. Бројките може да бидат само една одлична визуализација или пак некаква табела, но без приказната, без информацијата, без вредноста која што тие ја носат, тие се ништо. Затоа што во основата на што го врти светот, уште кога го создадовме заедно, беше едукацијата. Така е. Замоливме соработници кои што не се бават со економија да ни постават неколку прашања што се актуелни за економисти, ама имаш само 30 секунди да ги објасниш овие доста комплексни прашања. Ајде. Зошто одеднаш кафето поскапе? Се намали бројот на гледачи на кафе, кога имаме нерамнотежа помеѓу побарувачката и понудата, помала понуда, поголема побарувачка, ни се случува тоа.
Повеќе луѓе сакаат да пијат кафе, а помалку луѓе го произведуваат во принцип и го продаваат. Да. Супер. Зошто цената за изнемување стан се качува побрзо од што се качуваат платите? Кај таки фити на економија, првата лекција е понуда и побарувачка. И најлесно е за економист да ви одговори вакво прашање со понудата и побарувачката. Ама во македонски услови има премногу кеш. Добро, интересно. Мислам, ова не е само твој став, ова е став и на гувернерот на Народна банка, така што ќе го сметаме како точно. Зошто во последно време ајде на пијачка завршува како мини инвестиција? Затоа што се онечовечивме и секоја прилика да можеме да се видиме со некој кој што можеби има и дополнителна вредност во нашиот живот, завршува со некаква инвестиција и за жал во вакви услови постојат многу шарлатани кои што многу лесно може да ви продадат брзо стекнување на богатство преку ноќ. Аха, и ве викаат на кафе во принцип само за да ви продадат нешто. Интересно. Кажи ми, зошто секогаш кога ќе почнеме да реновираме стан, куќа или било што, цената што ќе си ја замислиме во старт, која што е базирана на цените на пазарот кој што ги очекуваме, е комплетно различна од она колку ќе платиме на крај? Имајќи предвид дека секој мајстор ќе ви каже, а може кеш да ми платиш, или кога ќе им спомнеш дека договор треба да потпишат, им се крева косата. Прво тоа, значи пресметката дома и на пазар не е иста, а второ, мислам дека сме општество каде што нема казнивост, па дури кај масторите. Зошто работиме повеќе, а имаме помалку слободно време? Затоа што не ни размислуваме за слободно време, затоа што слободното време во последно време го трошиме на скролање наместо на активирање. Значи го имаме, ама го скроламе. Замислуваме дека сме зафатени. Не сме продуктивни, сакаш да кажеш, добро? Да. Зошто секогаш плаќаме 10 претплати, а користиме 2? Затоа што претплатите не одат на кеш, туку одат преку картица, па забораваме да се исклучиме. И второто, затоа што сме алчни. Растевме со македонски народни приказни. Имаше една приказна со каменот, односно грудката и окото човечко. Грудката секогаш беше навагнуваше на страната затоа што тоа беше единствената причина да престане човечкото око да биде алчно и да бара нешто плюс. Леле, добро, ама окей, не врати во едно друго време, кога гледавме сите ние народни приказни. И сега, кажи ми реално, кои се предвидувањата, кои се некои најинтересни предвидувања за следната година, кои што економистите во светот ги дискутираат, затоа што си дел од оваа светска дискусија и преку постдокторските студии, меѓутоа и преку работата во ЗМАј секако? Да, значи, 2026 ќе биде спортска година. Од старт можеме да кажеме, ја отвораме со Европско првенство во ракомет, што за нас ќе биде значајно. Потоа следуваат зимски олимписки игри и најголемиот настан во светот, и статистички и економски, светско фудбалско првенство. И тоа за прв пат на еден многу интересен начин, каде што 3 земји се домакини од другата страна на Атлантикот. Зошто го кажувам ова? Затоа што спортот е една од индустриите која што во континуитет расте и не само како економска категорија, туку и како прилично влијателен сегмент од секојдневното живење на луѓето. Дали е тоа од хобистички побуди, дали е тоа од маркетинг, дали е тоа од генерално продажба, производство и така натаму. Кажавме дека во Шолјава видовме еден пат. 2026 се надеваме дека НАСА ќе успее после 71 година повторно да испрати мисија на месечината. Сега, зошто е ова значено за било кој човек? Тоа е значено затоа што конечно почнуваме повторно да зборуваме за наука, почнуваме да зборуваме за да се надпреваруваме во свемирскиот простор, кој што во последниве години се презасити со сателити на приватни собственици, кои што почнуваат да ни ги контролираат и животите и секојдневието благодарение на технологиите кои што ги имаат.
патот кон Европската унија ќе се отвори за Македонија и за сите оние кои што сакаат да влезат во Европската унија, тогаш кога ние ќе бидеме подготвени да ги спакуваме куферите и да тргнеме по тој пат. Да се подготвиме да бидеме европска земја. И не толку за да станеме членки, колку за да можеме да ги подобриме работите тука кај нас. Како земја, баш тоа го дискутиравме кога ја правевме анализата која што покажа каде се наоѓа Македонија во однос на Европската унија и европскиот просек. Беше интересно дека кај дел од работите што можеме да ги направиме, не се директно врзани со членството во Европска унија, но се врзани со фондовите кои што се инвестираат кај нас и тоа како може да помогнат во буткањето на економијата напред. Сега од Европска унија ќе те однесам во Австралија, затоа што таму беше, не знам се уште дали ги имаш распакувано јакните, само што се врати од студискиот престој во Австралија. Па затоа и сакам да те прашам, која е разликата во студирањето, да кажеме, во науката и сето тоа што се случува во Австралија, ти беше во Сиднеј конкретно на факултетот, во однос, на пример, на она што го живееме ние како секојдневие? Значи, не случајно рекле далечен свет, не случајно рекле нови хоризонти, континент кој што е далеко од се. Но живењето, работењето во Австралија и Нов Зеланд е навистина многу и има влијание од западните култури, затоа што ја знаем историјата на тие два континенти. Значи, јас сум запишан на докторски студии во Скопје и како во рамки на докторските студии треба да се отиде на престој во странство. Благодарение на работата во Змај, работата со локалната демократија, стапи во контакт и почнавме да работиме интензивно со професорка која што во моментов е декан за наука, продекан за наука на UTS. Тоа е еден огромен топ 5 универзитети во Австралија, кој што се наоѓа во срцето на Сиднеј. Кампусот е буквално во самиот центар на Сиднеј и е сместен во 15 згради, облакодери, кои што меѓусебно се врзани со тунели, оние висечки тунели, висечки ходници, кои што одат над булевари, над улици. И тоа што го видов, и тоа што се случува во моментов, таму е окрупнување на смеровите. Како значи, кај нас автономијата на факултетите, еве да речеме УКИМ ако го земеме, се гледа многу длабоко и таа меѓусекторска соработка, мултидисциплинарност, па и е страна за нас. Кога ќе се јави некој научник кој што работи на мултидисциплинарни истражувања, му велат ти треба да се запишеш повторно на нашите студии за да имаш можност да бидеш академски граѓан, односно да бидеш во академија на нашиот факултет. Значи ако си економист, си економист, ако си правник и тоа е тоа. Во Австралија, во моментов на UTS, се случува сите сродни дейности се ставаат во еден факултет, one school, едно училиште, како што таму се организирани и во моментов факултетот на кој што работев, односно го поминав мојот престој, архитектура, урбанизам, креативни индустрии, продукт дизајн, комуникации се спојуваат во едно. И сега, јас на почетокот ми беше чудно, ама кога бев дел од активностите, бидејќи таму им завршува училишната година заради што се на јужната хемисфера, сватив всушност што значи тоа. И зошто и на кој начин дизајнот е врзан со урбанизмот, на кој начин дизајнот е врзан со комуникациите, дека без да ги имате елементите од целата слика, нити архитектурата, нити урбанизмот, нити продукт дизајнот може да бидат соодветни, ако не соодветно комуницирате со широката јавност. И сега, ако гледаме дека врвните универзитети ги спојуваат нивните капацитети на знаење, тогаш верувам дека и нашите универзитети, нашите факултети треба да се стремат кон тоа.
Супер звучи ова и самиот процес на студирање и колку е битна науката кога во едно општество ја ставаш на тоа ниво, нормално ти е подобро општеството. Ова ме носи кон едно друго прашање. Покрај во Австралија беше и во Нов Зеланд. Ова се места каде што многу македонци живеат и мигрираат за да бидат таму со своите семејства и за најчесто за подобри можности, но и историски многу одамна одат македонци да живеат во Австралија. Сега има интересен тренд. Австралија постојано е место каде што луѓе доаѓаат да живеат. Луѓе од целиот свет буквално доаѓаат да живеат во Сиднеј, во другите австралиски градови, додека пак Нов Зеланд е место од каде луѓето си одат. Ми кажа дека околу 70.000 луѓе се одселуваат. Годишно. Што е разликата? Знаеш зошто? Како и тоа е врзано со Македонија. Ние го имаме проблемот на Нов Зеланд, го немаме проблемот на Австралија. Кажи ми, што прави добро Австралија во однос на Нов Зеланд? Горе-долу истите услови се. Разликата помеѓу Австралија и Нов Зеланд прво е заради големината. Добра. Нов Зеланд, иако е голема територија, има само 5 милиони жители, од кои 2,5 милиони живеат во Окленд, најголемиот град во Австралија. Град-држава. Да, а во главниот град, Велингтон, живеат од прилика нешто помалку од 1 милион. Тоа значи дека мнозинството живеат на еден од островите. А поголемиот остров, каде што ја има најубавата природа што некој може да ја замисли, има многу повеќе овци отколку луѓе. Добро, може и добро е тоа. Ние луѓето кога ќе дојдеме на нешто што е толку убаво и природно, знаеме и да го подуништиме. Ама што е она што Австралија им го дава на луѓето за да дојдат да живеат таму? Поголеми плати, поголеми можности и поголем пазар. Пазарот си го прави своето. Апсолутно. Значи, кога имаш поголем пазар, имаш многу поголема моќ да дадеш и поголеми плати, но и да имаш некаква поголема улога во глобалната економија. Од друга страна, Австралија има многу поригидна политика на примање на мигранти и давање на државјанство. За разлика од тоа, Нов Зеланд е малку полиберален, иако во последниве години тоа го менува. И што се случува? Одреден број на луѓе доаѓаат во Нов Зеланд, живеат 5-7 години колку што е потребно да добиете државјанство, а бидејќи Австралија и Нов Зеланд функционираат како една унија, пазарна унија, многу е лесно да се префрлите од Нов Зеланд во Австралија. Истовремено, тоа што е интересно, имајќи предвид дека имаме британско присуство, многу британци кои што во 40-тите, 70-тите дошле, се случува обратна миграција. Се враќаат новите генерации да живеат во Британија. Сега, затоа што си очигледно прошатан, мислам тоа до тука веќе го разбравме, беше сега во Австралија и Нов Зеланд. Меѓутоа, генерално и заради работата на Змај, си били во Африка и во сите европски држави и така натаму, ќе те вратам малку поблиску до дома, да видиме дали ќе успееш да ги откриеш овие божикни градови, божикни украсени градови, да видиме колку си добар во тоа, со оглед на тоа што ние пред некое време го добивме украсеното Скопје. Така е. Јас... И мислам, сакам уште една работа, додека чекаме. Што значи божикниот дух на еден град и божикните пазари за економијата, затоа што често се оди на она, да не трошиме за китење. Треба ли да се троши или не треба да се троши? Во Австралија и Нов Зеланд, прв пат, ќе излажам ако кажам прв пат, затоа што живее во Тексас, каде што исто така божик беше на 24 степени. Во Австралија и Нов Зеланд јас не ја почувствував никако божикната магија, иако секој град беше накитен, имаше елка, едноставно тие работи за мене не се некои кои што можам да ги поклопам или да ги спојам. Тоа што јас мислам дека треба да се случува за време на празници, независно дали сме припадници на една, друга или никоја религија, треба да сватиме дека тоа е време кога луѓето треба убаво да зборуваат за убави работи, да зборуваат за позитивни планови, да се договарат, да бидеме сплотени. Исто како за време на Олимпијада, кога не треба да има војни. Обично во такви услови економијата е поттикната затоа што ние луѓето сме водени од очекувања, сме водени од инстинкти. И кога очекуваме добра година, трошиме повеќе. Од тој аспект, да. А дали ни се потребни сега можеме да полемизираме да трошиме пари на едно или на друго, така што тоа е веќе
политичка дискусија која што мислам дека Нема потреба нема денеска потреба да денеска да ја зборуваме. Убаво е за празниците да бидеме позитивни и да зборуваме за позитивни работи, но истовремено да Требаше да земеме по едно топло чоколадо за оваа не, игра, јас ама еве со кафе. да. Може да видиме. Добро. Ова е една од по-популарните авении во светот, Париз, и кога не е накитено, делува кога да е накитено, затоа што е како бел ден преку ноќ, затоа што е премногу осветлено. Градот на светлината. Градот на светлината. Ова што е? Ова е исто така еден многу убав европски град, централно европски град, Прага. Јас еднаш сум бил во Прага и тоа на стари години. Пред некоја година првпат отидов во Прага и ми беше многу криво што сум пропуштил и пред тоа да отидам, затоа што навистина беше град кој што ми остави голем впечаток. И не е толку скап како другите градови. А сега да видиме? Нема шанси ова да го Те видам. предизвикавме, пробај вака да зумираш. Да, чекај, по коли, по автомобилите може ќе познам. Ми личи на Лондон или нешто такво. Таксињата од Лондон не може да се уднат. Да. Ке речев Ама е Софија, прекрасен. затоа што ме потсети на една зграда во центарот на Софија, ама кога ги видов такси возилата, сватив дека е Лондон. Кој што кај нас ги нема, но тоа е друга На тема. автобусите ги има. Ова Вечниот ако град, го Ке се откажам од тебе како светски шетач. Рим, навистина убав и фасцинантен град, само еднаш сум бил, навистина сакам да се вратам. Добре. Таму. И? Сега ме провоцирате. Ајде Па ова е сега. скопската елка, така? Или? Не, ама многу слично на неа. Исто така источно европски град. Ова е во Литванија, Вилнус. Главниот град. Ти не следиш многу социјални медиуми како што Не сум гледам. на Инстаграм. Фала ти многу што си разговаравме на сите можни теми на целиот свет. Се гледаме повторно следна нова година, а и утре во канцеларија. Така е. Се гледаме, срекни празници на сите гледачи и ви благодариме за поддршката. Тоа што го постигнавме во првата сезона со 30 епизоди, гледаноста во третата сезона ја постигнавме само со 8. Што значи дека имаме верна публика која што само расте и се надеваме дека ќе барем сме мал придонес за подобрување на нашето општество за темите кои што се во медиумскиот простор. И во континуитет 3 сезони ве сакаме. Во продолжение време е да се разиграме со новата фанк дива која што допрва ќе ја освојува македонската музичка сцена, Тамара Стојковска. Уживаме со песната Пред се не е до мене и навистина нема да биде до вас, ниту до мене ако малку се разиграме додека Тамара не настапува во студиото. Здраво, Тамара. Здраво, здраво. Која музика го врти твојот свет? Многу различна музика го врти светот, зависи од расположение. Најчесто последната година фанк. Следното уживање не е до мене, туку до Тамара. Уште еден ден безвреден, искупен, на тебе оставен, ко песна без рефрен. Пак јас сум крива, знам, тебе ти оставам, да судиш упорно, не ти замерувам. Длабоко во себе знаеш, кога тогаш ке се кажеш, може би предоцна, може би и не. Нема подолго да трае, знаеме и двајца крае, ние еден за друг не сме. Сум крива, знам, тебе ти оставам, да судиш упорно, не ти замерувам. Длабоко во себе знаеш, кога тогаш ке се кажеш, може би предоцна, може би и не. Нема подолго да трае, знаеме и двајца крае, ние еден за друг не сме.
себе знаеш, кога тогаш ке се каеш. Може би предоцна, може би и не. Нема подолго да трае, знаеме и твајца крај. Ние еден за друг не сме. Не до мене ти го дадов цело време. Бев ја се што ти треба, ти подалеку од мене бегаш. Нок или ден ја сум била тука за тебе, не сум јас туку си ти. Имаш проблем со себе, не до мене, не до мене. Имаш проблем со себе, не до мене, не до мене. Имаш проблем со себе. Тоа беше не е до мене. А следната песна совршено одговара после неа, бидејќи така и реално во животот ги доживуваме работите, кога сваќаш дека некој проблем не е до тебе, сваќаш и дека подобро заслужуваш. Ова е подобро заслужувам. За повторно да чуваш мојот глас. За нас одамна нема спас. Верувај, секој ден е поубав без тебе, јас знам како се чувствувам. По твоја сенка ви почна да ми фали срце. По топли денови, откако замина ти, дишам слободно како порано и повторно јас си имам свој јас. Сите твои лаги јас на памет ги знам. Ништо ново од тебе не очекувам. Ти таков не ми требаш, биди подобро сам. Подобро заслужувам. И сите твои лаги јас на памет ги знам. Ништо ново од тебе не очекувам. Ти таков не ми требаш, биди подобро сам. Подобро заслужувам. Душа и овени пак ко цвеќе без вода, а дожд ке падне време мора да се промени, а ти истата приказна. По твоја сенка веќе почна да ми фали срце. По топли денови, откако замина ти, дишам слободно ко порано и повторно јас си имам свој јас. Сите твои лаги јас на памет ги знам. Ништо ново од тебе не очекувам. Ти таков не ми требаш, биди подобро сам. Подобро заслужувам. И сите твои лаги јас на памет ги знам. Ништо ново од тебе не очекувам. Ти таков не ми требаш, биди подобро сам. Подобро заслужувам. И сите твои лаги јас на памет ги знам. Ништо ново од тебе не очекувам. Ти таков не ми требаш, биди подобро сам. Подобро заслужувам. Добро. Една од главните работи што го врти светот е љубовта. А ако љубовта беше песна, тогаш би била ова. Знаеш што значи искрена љубов. Со тебе научив како се живее рај. Тебе јас сум си јас, немам ништо да кријам. Со тебе имам се што ми треба до крај. Со тебе знам дека добро сум што и да биде.
да те сакам лесно Кај тебе наоѓам мир, знаеш ти си ми дома. Еден живот не е доволен, ми треба бар три. За да ти кажам јас искрено колку те сакам. И дека се што ми треба за среќа си ти. Се би дала за тебе. Знаеш срци мој без тебе. Само да си крај мене. Отвориш светот мој. И знаеш ти си тој. За тебе знам дека добро сум што и да биде. Ти си крај мене и ништо друго на светот не ми е важно. Што ме погледнеш, знаеш како сум, знаеш каде сум. Со мисли тргнала, без тебе не сакам ден, јас да помине сонце, да те сакам лесно да те сакам лесно да те сакам лесно Тоа е тоа. За крај би сакала да ја посакам на Македонија Дедо Мраз да и донесе подобри политики, поквалитетна држава и систем и подобри политичари со интегритет. Да зборуваме за екологија и како да ја подобриме, а економијата да ни тргне малку од рака и да се намали или барем стабилизира конечно инфлацијата и растот на цените. Ова се навистина политички пораки, нешто што не го очекувате од нас, но навистина ни е важно оваа година да ја завршиме така. Никогаш да не ни се повтори она што се случи во Кочани. Тоа е најважното нешто на што мораме како општество да се посветиме и да се осигуриме дека ќе биде така. За крај, им благодарам на сите соработници кои што неуморно работеа на тоа ние секоја недела да создаваме содржини за вас. Би сакала да им се заблагодарам на сите оние кои што искрено разговараа со нас во Што го врти светот, на сите гости, но и на сите музичари кои се подготвија и дојдоа да си ја представат својата музика конечно и на телевизија и на дигиталните платформи, каде сега можете да уживате цели новогодишни празници во македонска музика која што е ново создадена. И секако, не заборавајте да продолжите да наследите и во 2026 година на YouTube, стискајки subscribe, на Instagram и Facebook, стискајки follow. Ви благодарам многу за се што значите за нас. Продолжете така, ние остануваме во љубов. Пријатно!